Па видете, ова е ненародна власт која дојде на чело на државата со многу сомнителен и еден непринципиелен потек, со злоупотреба на многу механизми кои што во суштина одразуваат примитивно општество и се далеко од стандардите за кои што се залагаат, а тоа е евроинтеграцијскиот процес. И од таа причина не изненадува до последен здив да смислуваат нови и нови сценарија и оправданија зошто би пролонгирале некој ден повеќе останување на власт. Се разбира, тие се сега распространети во сите институции на системот, на високите позиции во државата и го контролираат медиумскиот простор, имаат своја војска која што ја хранат месечно и можат да си дозволат да ги употребат повторно сите тие начини на функционирање за да предизвикаат една нестабилност и да можеби принудат да дојдат до некаков нов рок за одржување на предвремените парламентарни избори. Но зборот е збор, договорот е договор. Истиот падна со посредство на председателот Стево Пендаровски. Таму беше точно утврдена динамиката со која ќе се пристапи кон неминовно отпочнување на предвремени парламентарни избори, а тоа е секако и определувањето на терминот за формирање на техничката влада. Од таа причина верувам дека како граѓани ќе најдеме сила да го издржиме уште некоја недела овој притисок кој што ќе го создаваат и секако на 3 јануари ќе имаме конечно формирање на владата која ќе организира и се надевам ќе спроведе фери, демократски предвремени парламентарни избори на 12 април 2020 година. Околу специјалното јавно обвинителство. Вие со неколку години назад, како сте опозиција во парламентот, баравте отчет како се трошат нивните средства. Сега имаме увид дека тие се трошени на некои непродуктивни работи, што отвараат сомнеш за нешто останато. Ке барате ли после 12 април, вие знам дека сега барате, меѓутоа доколку формирате вие влада, ке барате ли некаква меѓународна истрага околу тоа што се случувало во СЈО? Па пред се ќе бараме, знаете како, ВМРО ДПМН следната влада која ќе ја формира, ќе ги ослободи институциите на системот, всушност ќе дозволи правосудниот систем да функционира слободно и транспарентно. Ако ги трнат партиите и политичките елити, а тоа не го кажувам прв пат, рацете од правосудството, тогаш многу лесно, бидејќи имаме навистина европски закони, ќе може и обвинителството, и судскиот систем, и стражните органи да си ја завршат работата и да утврдат дали е прекршено некое законско начало, дали се злоупотребени средства и што точно се случувало таму. Уште на самите прапочетоци, кога се формираше овој монструм, овој параинститут, јас говорев дека не е уставно издржано креирањето на истиот и на крајот видовме дека навистина она што беше суштина на целата таа хајка која што беше создадена со нелегално прибавените телефонски разговори кои доведоа до кризата и до формирањето на овој параинститут, беше всушност политички прогон, лов на вештерки и создавање на илузија пред македонските граѓани дека навистина нешто се случувало грозоморно за сметка на деконституирањето и трансформирањето на македонската унитарна држава во територија која што беше некогаш пред 100 години за време на Балканските војни. И тука тој неоспорен факт води кон со сета привилегираност како граѓани на Република Македонија со уставно загарантираното или уставната гаранција за презумпција на невиност, тука доаѓаме до најтешката казнива санкција која што може да се примени во нашата земја, а тоа е велепредавство на државата и на државните интереси. И сите тие играчи и споредни играчи на сцената, верувам дека ќе застанат пред лицето на правдата и дека македонската правда еднашка во историјата ќе покаже на вистина разлика помеѓу честните, вистинските патриоти
и оние кои што се продадоа за 30 сребреници. За жал, ние во Република Македонија овие 3 години, но и малку претходно, уште пред почетокот на шарената револуција, се соочувавме со луѓе кои ги употребија сите демагошки средства, ја злоупотребуваа секоја слабост која и онака имаме како мала и незаштитена држава, со сите непријателства и со сите симбиози кои што ги влечеме од минатото, со сите препреки на патот, тие работеа уште повеќе да го разгорат огнот, да создадат анимозитет, да го подвојат општеството, и сега видовме дека се наоѓаме во ситуација во општество кое што нема никаква кохезија, каде што секој секого намразува, каде никој никому не верува, каде зборот кога се дава не се одржува, каде образот е всушност кашканица за лековерните со некои, простете вака, наивни, можеби инфантилни, би рекла, изрази на допирање на срцето, повикување на собствените деца и така натаму, не знаејќи за смислата и значењето на сето тоа што се случува, и за жал сето тоа на сметка во негативното салдо на сите македонци и на воопшто на сите македонски граѓани. И во таа смисла, секако дека се ова што се случуваше овој период, една нормална, една народно избрана демократска власт треба да овозможи сите механизми да бидат на располагање за да се расчистат сите овие злодуси од минатото, да се расчисти сето ова безредие и оваа анархија во која што живееме и да дојдеме на вистина до еден достоинствен пат, нели јас велам на позитивната нула, како би можеле понатаму следните генерации по нас да градат, да учат од грешките на минатото, но и да градат врз еден здрав темел, како што некогаш ни оставија нашите асномски предци. Околу новиот закон за јавно обвинителство имаше една нацрт рамка во која што вие преговаравте со владеачката партија, со СДСМ. Меѓутоа гледаме дека со последниот предлог некако се ја целосно исклучено од новиот закон за јавно обвинителство. Ретерирали некако власта, се обидували некако да се испера за се што се случувало до сега, некако отвара сомнежи да се изгубат некои конекции што ги има актуелната власт со специјалното јавно обвинителство. Сосема сте во право. Видете, нелегално прибавените телефонски разговори во најголем дел се беа автентични во однос на гласовите кои што ги слушавме во јавноста, но беа далеку од содржината и од контекстот на она што треба да предизвикаат, а тоа беше целта тогаш на Зоран Заев, да предизвикаат негативна еуфорија. Секако таму има и многу работи кои што ние не ги знаеме вака во јавноста, не се појавија, но задкулисно имаме информации дека со голем дел од овие приватни снимки се уценети голем број на бизнесмени уште во тоа време. Подземјето е разборичкано, уништени се многу животи, пропаднати се многу бракови, значи влезено е во уставно загарантираната сфера за приватност и така натаму и така натаму. Информации доаѓаат од секаде и навистина е кога некој кој има совест и чест би застанал така здраворазумски сето тоа да го проанализира, ќе сватите дека тие снимки не донесоа ништо ново. И денеска навистина станува дегутантно од каде потекнуваат, туку што предизвикаа на крајот од краиштата. Во ниедна смисла не донесоа правда и правичност. Доказ за тоа е дека символот на овој специјално јавен обвинителски монструм, господјата Катица Јанева, стана символ на корупцијата, значи од ангел во вистински демон, што е за еден многу краток временски период, што покажува дека таа всушност е одбрана токму за да го представува или да го легитимира криминалот кој што нелегално се случувал од страна на нејзиниот стратешки партнер господинот Зоран Заев и останатите соработници. И кога ќе го видите сето тоа, сосема е логички да си речете дека навистина ова злосторничко здружување кое што ние го плативме прескапо, би рекла, во даден момент мораше да најде своја разрешница. Сега не само дека времето му беше поминато и дека тие практично возеа на лер, што би се рекло народски, ами и се појавија и други троглави монструми од нивниот блок, како што е ликот и делото на Вилма Русковска,
која како градски представник, како центарска позната градска жена, која многу ревностно си ги исполнуваше наредбите телефонски на премиерот Заев и си одработи велканата работа, би рекла, за оваа ненародна власт, заедно со својата компанија, која што е продолжеток на петата колона или црвената буржуазија, која што ја наследивме од поранешната Југославија, кога сите беа еднакви, но некои беа помалку еднакви, тоест повеќе еднакви од другите, се почувствуваа загрозени и изгрозени од една таму провинцијска обвинителка која стана звезда, па мора да ја носат и на маички и да ги гледаат сите тие реалити шоу, документарни серии, и му побара, тоест предпоставката е Вилма Русковска си побара токму таа да биде обвинителот кој ќе ја замени ова и така истрошена фигура. И во таа битка која траеше десетина месеци, секако во секоја смисла победи Вилма Русковска. И тука единствен начин за да се и расчисти патот, за да се исполни вториот дел од договорот помеѓу неа и господинот Заев, беше да се контаминира, тоест да се уништи ликот и делото на довчерашната хероина за правда, Катица Јанева. И тука настрадуваат неколку мина, кои што, јас велам, Зоран Заев ги жртвува свесно, за да може да си ја заврши работата и да продолжи, бидејќи стара е изреката за Зоран Заев уште од Струмичко, дека зборот не му трае повеќе од 24 часа, а тоа што не може да го платат толку пари, ќе го платат малку повеќе. И така што со таа логика на провинцијска лицемерност, тој го употреби тој механизам и ние гледаме сега со месеци една циркузијада како што е ова со судењето на Буки 13, на Катица Јанева, гледаме како пара институтот полека тлее и замира. Ги слушаме повиците, таму имаме многу поранешни студенти кои сега се бунтуваат бидејќи не земаат плата, бидејќи нив некој им ветил дека тоа ќе трае, дека тоа приказка која што ќе биде успешна, дека тие еднашка ги превеслаа неписмените вамаровци кои што преговараа со нив, бидејќи навистина многу боса беше бос тимот кој што преговараше од страна ВМРО ДПМН во однос на специјалното јавно обвинителство. И ние укажувавме од факултетот, но нас не слушаа тогаш. И сега веруваат дека повторно ќе го направат тоа, но сега пред себе имаат нов тим. Има нова екипа во најголемата опозицијска партија која малку тешко дека може да се свитка и да го допушти тој начин на функционирање, и доаѓаме до ова денеска. Тоа е една безизлезност која во секој случај ќе заврши онака како што пропишал уставот и законот, а тоа е специјалното јавно обвинителство навистина е прескапа игранка на троновите, а јавното обвинителство треба да си ја преземе таа работа и таму треба одговорни обвинители да видат кои од случаите имаат мастрав и треба да се процесираат, за кои случаи е направена политичка нарачка и тие нема да можат да стасат до судовите или да се почнат отново некои постапки, но тоа е процедура на правосудниот систем, на позитивното право, која мислам дека ќе тече и не верувам пред 5 години, па може би повеќе, дека ова би се завршило се. Предметот рекет продолжува се. Јануари најавено и отварање на истрага за обвинителен акт за случајот рекет 2. Најавени се рекет 3, рекет 4. Некако се отвара сомнеш дека сето ова сега предизборниот период дека може да биде искористено за некаков предизборен инженеринг, најмногу заради тесните релации кои што ги видовме помеѓу обвинителката Русковска и премиерот Заев. Случајот рекет, он го пријавил под допрен глас, каде што ние како обични граѓани да се јавиме, никому ништо, меѓутоа неговиот збор се слуша таму. Мене искрено не би ме ни изненадило да некако вие како политичка партија да бидете обвинети дека сте нарачатели на сето тоа. Има ли некаков механизам тоа, парламентарна група која што би го контролирала целиот процес, за да нема злоупотреби? Видете, обично стара изрека е дека ако сакате некоја работа да не се реши, формирајте комисија на комисијата, па друга комисија, подкомисија, анкетна комисија и тоа така ќе се завлечка и ќе изгуби својата смисла.
Има една народна приказна која што кажува за еден крадец. И во толпата, кога сите веќе готово ќе знаете кога ќе биде фатен, вели него крадецот, држте го крадецот, и така сите одат понатаму и овој успева да избега. Токму на таа селска и троштина, простете ми вака, нека ми простат вашите гледачи, се базира и ова што го прави ненародниот и не граѓански избраниот премиер, господинот Зоран Заев. Во однос на начинот на кој што се рекетирани фирмите, има една вистина, тоа е дека толку многу луѓе веројатно се ставени под таков прогон и под такви злоупотреби, што се работи веројатно за огромни суми на пари, за кои, доколку се направи на вистина еден случај, ќе требаат повеќе години и повеќе истражители кои можеби тогаш ќе треба да ги побараме и од надвор. Но ајде да дозволиме прво да дојдеме до фери демократски избори, да дозволиме македонските граѓани да го кажат своето соопштение и својата одлука, да се формира следната власт на ВМРО-ДПМН, па тогаш да видиме кои механизми можеме да ги употребиме, со кои ќе го заштитиме луѓето кои што биле под рекет, изложени на рекет, кои биле манипулирани и принудени да платат огромни суми, да видиме каде завршиле парите и кој ги собрал тие пари. Но тоа можеме да го направиме заедно со еден процес кој што го најави нашиот председател доктор Христијан Мицкоски, а тоа е процесот на економска лустрација, тоа е испитување на имотот на сите поранешни актуелни функционери од 90-тите години па наваму. Па да објасниме, тука тоа ќе ги опфати, да не се без сомнеш и голем дел на функционери од нашите редови. Но ние сме спремни да покажеме дека еднашка за секогаш во Република Македонија мора да важат правото и законите. И слободата на создавање на лични богатства е право на секој граѓанин кој ќе ги сработи и ќе ги направи со чист бизнис, со добри трансакции, и тие луѓе ќе бидат заштитени и поддржани од државата. Но не по пат на финансиско обогатување, по пат на рекет или по пат на нелегални злоупотреби на јавната функција за лично конто. Сите тие во најмала рака ќе мора да си ги вратат парите таму од каде што ги земале, а тоа се македонските граѓани. А потоа тие средства ќе се инвестираат и ќе се имплементираат на начин на кој што ќе процениме дека ќе биде најсоодветно и ќе им биде најкорисно на македонските граѓани, и тогаш ќе видите како ќе се подобри здравствениот систем, бидејќи речиси сите власти најмногу го злоупотребуваа фондот за здравство. Па ќе видиме тогаш во труд и социјалната политика како социјално радливите категории ќе им се подобрат условите за функционирање, ќе се субвенционираат, ќе се поддржуваат и така натаму овие ранливи категории ќе добијат визибилност во општеството, како што наликува на една европска држава. Тогаш ќе видиме во институциите кои професии ќе има потреба да бидат доквалификувани, како ќе се распоредат сите тие, како ние ќе го фатиме бранот следните декади овој век во однос на поставувањето на некои стратешки цели, бидејќи Македонија е мала држава, но една мощна сензибилна геостратешка позиција во Југоисточна Европа, и ние ќе бидеме неминовно поврзани со сите процеси и тектонски поместувања кои што се случуваат на глобално ниво. И од таму една паметна власт треба да проектира иднина за своите граѓани, за идните поколенија, а ние мислам дека сме комплетно подготвени и рестартирани за да можеме да го извршиме и да го започнеме тој процес. Кои се вашите очекувања на 12 април? Ќе успеете ли да формирате влада? Јас знам дека со цело срце, со чиста душа и со навистина никакви опашки позади себе се бориме веќе трета година со невиден ураган. И овие луѓе кои што седат овде покрај председателот Христијан Мицкоски, извршниот комитет, централниот комитет, но и базата, сите луѓе кои што обстанаа на две нозе и ги издржаа сите овие удари, се сигурни дека ќе имаме огромна победа. Но уште поубава вест е дека и неопределените граѓани, оние кои беа не само разочарани, туку што беа резигнирани во однос на било која политичка понуда, секојдневно ни се приклучуваат, ни се доближуваат,
ни сугерираат, сакаат да се сретнат со нас. И тоа остава простор дека навистина на 12 април ќе имаме победа со над 400.000 гласови. А јас би рекла, и еве, ако ми дозволите, би го упатила и овој апел до сите кои што ќе не слушаат. Без оглед на националната, на верската или на политичката припадност, ги повикуваме сите да ни се приклучат. Сите дојден да застанат под чадорот на ВМРО ДПМН, заедно со идниот премиер на Република Македонија, доктор Христијан Мицковски. Ние ветуваме дека ќе осетиме огромна разлика уште во првите 100 дена од доаѓањето на власт. И таа разлика ќе опстои и само ќе се зголемува со секој месец кој што ќе одминува понатаму. Ова е генерација која и го има најтешкото бреме во Република Македонија. Ние остановме тука и да умреме за својата земја ако треба. Значи, нашата цел не е политичка кариера, бидејќи овој тим околу Мицковски е сочинет од луѓе кои веќе ги изградија своите вистински професионални кариери и кои одвоја од своето време за да ја помогнат на Република Македонија. Ако допре оваа порака до нашите гледачи, до македонските граѓани, и ако се ослободат од товарот на било какви предрасуди и дојдат покрај нас, јас ги уверувам дека многу наскоро Македонија ќе биде навистина убаво место да се живее во неа. И секој кој сака да живее честно и достоинствено, ќе може да си ги дозволи сите тие благодети и навистина да се осети едно релаксирање, бидејќи знам, како и сите ние што знаеме, дека овој товар и ова што ни се случува, ова дно во кое што западнавме, е неиздржливо и токму тоа е една од главните причини поради кое што ни заминуваат младите, а луѓето не сакаат повеќе да се интересираат за било што. Таа апатија им е потребна и им оди во прилог само на оние кои сакаат комплетно да ја уништат Република Македонија. Ние веруваме во својата татковина, веруваме во својот народ и од таа причина ги повикуваме сите да дојдат.